Добар ден. Почитувани медиуми, ви благодарам за вашето присуство денес. Во рамките на одбележувањето на неделата на грижа на стари лица и во нашата установа беа остварени активности како кај нас секој ден е посветен на грижа на нашите штитеници. Вторникот имавме посета на практиканти од СОУ Ѓорче Петров од козметичка струка и доброволна вакцинација против сезонски грип, за која се пријавија 64 од вкупно 145 корисници. Вчера имавме посета и преглед на старите лица од страна на практиканти од СОУ Ѓорче Петров од медицинската струка, додека за денес е планирана посета од страна на градоначалникот господин Борче Јовчевски. Како и програма во организација на учениците од основното училиште Кире Гавриловски. Сите сме сведоци дека изминатава година беше проследена со низа предизвици кои кулминираа во економска, политичка и енергетска криза. Сепак и во вакви неизвестни услови за работа, кои не одминаа и нас, со максимална посветеност од моментот на моето назначување за директор на Дом за стари лица Киро Крстевски Платник, заедно со вработените, како и со поддршка на градоначалникот господин Борче Јовчевски и председателот на Совет на град Прилеп господин Дејан Пордановски, успеавме целосно да реализираме предвидените проекти. Имено беше извршена реконструкција на таванот на хол на приземје во износ од 300.000 денари, за чија реализација беа издвоени средства од буџет на домот. Вториот проект е подобрување за условите на живот на маргинализираните и ранливи категории во Пелагонискиот регион преку обезбедување на инфраструктурни и технички услови за нивна социјална инклузија. Преку овој проект обезбедена опрема за домот која опфаќа 90 медицински кревети, 53 кревети од масивно дрво, 50 масички на тркала погодни за сите видови на кревети, 64 трапезариски столици, 16 трапезариски маси, 8 сета од по 4 столици за во ходник, 18 плахари за во собите. Проектот е одобрен од Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој од програмата за равномерен регионален развој за 2021-2022 година. Како регионален проект аплициран преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со општина Прилеп. Вкупниот износ на финансиски средства за овој проект е во износ од 5.287.209 денари. Но не застануваме тука. Следната година, 2023, ја отпочнуваме со проект за поставување на фотоволтаици систем за топла вода на домот, која е во финална фаза на одобрување. Проектот е аплициран преку Центарот за развој на Пелагонискиот планскиот регион од Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој како дел од регионалните проекти за 2022 година, во вкупен износ од 7 милиони денари. Ќе вложам напори и во иднина да го задржиме овој тренд на подобрување на условите на живење во домот, а со тоа се разбира и самите корисници. Ви благодарам. Ова прилика да ги поздравам корисниците на услугите во Домот за стари лица Киро Крстевски Платник од Прилеп, да им посакам добро здравје и уште многу години да ги користат овие услуги во ова јавна установа. Се разбира дека помагаме и персоналот да се чувствува многу добро, со подобрување на условите, се разбира се во една насока, а тоа е сите они основни услови за еден нормален и достоинствен живот да ги почувствуваат и во ова јавна установа. Како што каже и директорот, од овие три проекти, кои што еден е целосно реализиран, тоа е обновата, односно обновувањето на лежаите на нови кревети од два типа, наменски се разбира, потоа столици, маси, плакари, кои што навистина доловија на прекрасна слика и е предизвик за секој заинтересиран корисник на вакви услуги да биде овде в доме. Потоа и како што гледате и холот е реновиран целосно. Во завршна фаза е документација, односно проектната документација за инсталирање на фотоволтаици, се со цел за
финансиско намалување на трошоците, кој што во ова време и тоа како е во корист во оваа енергетска криза. Сепак со ова ние локалната самоуправа докажуваме и покажуваме дека упорно работиме за реализација на сите проекти кои што се наменети за задоволување на барањата на сите граѓани, а посебно и на корисниците на услуги во овие јавни установи. Ви благодарам.